во депонијата Вардариште има една ромска населба. Живеат роми. Се оградувам, значи не мислам на сите роми овде, да не бидам обвинет за шовинизам, расизам и така натака. Ако овие луѓе оттаму се иселат, ќе скокнат десетици, можеби и повеќе здруженија за заштита на човековите права. Јас сум за агресивна реакција. Мене ако ме прочувате, јас го решав по кратка постапка, ги стелам од таму. Здраво, добро дојдовте во нашата нова епизода со мене, јас сум Џабир Дерала. Јас сум Дехран Муратов. Дехран, само нешто да прашам. Што мислиш за изјавата на директорот на Дирекцијата за спасување и заштита, за заштита и спасување, Стојанче, кој рече дека тој многу брз и ефикасен по кратка постапка начин би го решил проблемот со населението кај Вардариште, што беше за не знам колку октави повисоко во острината и во алармантниот тон од она што го кажа министерот за внатрешни работи Тошковски, кога рече дека е потребно системско решение за тоа население таму. И кажа дека се работи за околу 200 жители, како да е тоа, како да се работи за 200 ливчиња од дрво, или за, па дури и за помалку од тоа. Како го доживеа ти тоа како новинар, како човек на Цивил, Центар за слобода, како застапник и бранител на човековите права, како аналитичар и како истражувач во доменот на дезинформациите, говорот на омразата, политичките наративи, национализмот и така натаму. Како го доживеа ти тоа? Да, Џабир. Прво, уште од старт да кажам дека доколку тие луѓе или било кој дел од тие луѓе се навистина виновници за состојбата во Скопје со пожарите, треба да одговараат и да бидат уапсени, да бидат изнесени пред лицето на правдата. Но ние овде зборуваме за нивно дислоцирање. Но моментот е што нели почна со реториката со Вардариште, со палење, протести и слично, за да стигнеме до моментот за дислокација на 200 роми кои што живеат таму. И тоа е нешто што е момент за јас барајки сега откако ја слушнав изјавата на Тошковски вчера за дислокација на 200 роми, побарав дали ние нешто правевме во врска со таа изјава, со тие луѓе кои што живеат таму. Во 2020 ми текнува, имавме ние видеа од тие луѓе кои што живеат во таа депонија, во кои што велат за време на коронавирусот остана и без буручкање и без преживување од тие канти од таа депонија, затоа што властите нели забранија движење и имавме нели целосна блокада полициски час. И они беа буквално оставени на милост и немилост самите на себе, дури не можеа да преживуваат од кантите, од депонијата. И одеднаш сега, после 5 години, повторно стануваат актуелни тие луѓе, но во овој момент проблем на градот, проблем на општеството, проблем на државата. И сега не би сакал да речем. Имаме пожари, имаме енормно загадување и одговорот на државата, одговорот на системот е да најдат системско решение за дислокација. Пази, тоа дислокација ми пречи толку многу, но на толку многу начини што не би можел ни да ги набројам. Дислокација на население. Тоа ли е решението, системското решение, кое го измислија генијалците? Да, сега би се надоврзал на изјавата на директорот за заштита и спасување, предходно нели на Центарот за управување со кризи, кој што во предходната власт, кој што беше директор и во предходната власт од 2017 и сега веќе 2025 и секако е уште
директор па унапреден во ново директорско место. И Кога е способен и човекот? одеднаш сега знае дека тие луѓе таму живеат, дека тие постојат, а тие постојат веќе со години таму и од 2017 уште кога станал директор на ЦУК. Но нели тогаш Но и од пред тоа. Да, и од пред тоа, Тоа е стара населба. кога веќе стана и нели и човек кој што зима пари од граѓаните, кој што треба да работи во името на граѓаните и при тоа овозможувајќи им подобар и убав живот. И јас би се согласил само во една работа со директорот на ЦУК, дека треба хитна постапка, пократка постапка да се реши проблемот на тие луѓе. Тоа е единственото нешто што сметам дека е итно и не треба да се одложува. Затоа што ако проблемот е да се само дислоцираат тие луѓе, 200 луѓе, тие ќе најдат нова депонија, ново вардариште. И повторно ќе се случува проблем. Ако нели сега е проблем вардариште, утре ќе биде проблем центар, утре ќе биде проблем Капиштец. Тие луѓе не може да се одселат. Дека, извини што ќе да прекинам, зборуваме за луѓе, за луѓе кои живеат, граѓанки и граѓани на оваа земја. Веројатно и поголем дел од нив имаат и државјанство, имаат право на глас и така натаму. Зборуваме за семејства, за животи кои ги изградиле во крајно неповолни социјални услови. Значи, тие не сакале да живеат покрај депонија, меѓутоа таму го нашле што се вели лебот и од тоа обстануваат. И сега не можеме ние да кажеме дека тоа се луѓе кои едноставно треба таму ни пречат заради тоа што имаме пожари, заради тоа што имаме хибридни напади под наводници, имаме не знам што, и сега само ќе ги тргнеме од таму. И тоа, како што рече директорот кој зборуваш, И тоа е решение. по кратка постапка. Да. Дури и насилно. Да, по кратка постапка единствено може да се реши со тие роми, како што беше постапките на Хитлер во времето, се носат во логори на смртта и таму е најбрзата постапка. Се надевам дека на тоа не мислеше директорот на ДЗС Стојанче Ангелов, веројатно мислеше дека по кратка постапка ќе ги земат и ќе ги однесат на некои социјални станови кои што ги гради и предходната власт и актуелната власт и ќе им дадат пристојно место за живење. Верувам дека од тие 400 пожарникари привремени што требаше да ги направат веќе од прилика. Чија обука траела од прилика 24 часа? Да, кој што траела 2 дена, еве 48, нека не биде само 24. Верувам дека ако на тие 400 пожарникари, 200 пожарникари им понудеше директорот Стојанче на тие 200 луѓе кои што живеат таму, да им понудеше, не знам... Добро, тоа се 200 луѓе, вклучително и деца, вклучително секако, но да еве да речам да им понудеше 50 луѓе од тие кои што живеат таму, кои што ќе зимаат пристојна. Не велам дека е фантастична сума на пари што би ја земале, но би имале некое пристојни средства кои што би можеле да им дадат на своите деца да им однесат леп дома, да не мора да бараат по канти да собираат бакар. Јас мислам дека е поевтино и полесно да се зборува за дислокација под наводници, при тоа да се апсат од време на време некои од нив и да се призатвараат за да се најде алиби за неработењето, нестручноста, непрофесионалноста, пропустите, корупцијата, лошиот менаџмент и така натаму, отколку да влегуваме сега во таква операција, да вработуваме таму луѓе, па да градиме социјални станови, сето тоа, нели, тоа е многу скапо. Тоа е системско решение, впрочем, на страна мојот сарказам. Едноставно се оди кон тоа да бидат боксерска вреќа, освен што ги снашла тажната судбина да бидат супер сиромашни и да екзистираат врз основа на тоа што ќе го приберат од ѓубриштата таму и на некој начин дури и вршат добра работа, бидејќи селектираат на некој начин отпад.
и да градат некој свој живот, да обстануваат, да градат семејства и да живеат таму. Знаеш, Жаби, не ме изненадува изјавата на Стојанче Ангелов. Ме изненадува молкот на... Затоа што Стојанче Ангелов всушност не му е прв пат да има таков став кон ромите. Тоа беше и во 2017 имаше некој статус Facebook статус, но нели тогаш беше малце по-различна власт од това. А сега па изгледа малце под притисок и на коалицијските партнери и на власта, е па морал јавно да се извинува тука во присуство на градоначалникот на Курто Дудуш, на Шуторизари Курто Дудуш, но 2017 помина, сега сме 2025 и очигледно никој нема да побара од него одговорност. Јас зашто кажав, не ме изненадува изјавата која што ја даде Стојанче Ангелов за да ги реши ромите по кратка постапка, туку ме изненадува молкот на... Ти како новинар сигурно си се јавил кај ги контактирав кај одредени функционери на власта каде што си очекувал да добиеш некаков одговор и реакција. Така, значи што се случи? Значи по изјавата на Стојанче Ангелов во кој што вели нели по кратка постапка ќе ги дислоцира ромите. Ќе ги реши, прво рече, па после тоа... Да, и секако со обид на водителот Мирчевски и Сотир Костов да го поправат, дека нели треба да шанса да се извади. Да се извади, но он категоричен ги запре, буквално со рака ги стопира и им рече ако треба и со сила. И повторно ќе речам, не ме изненадува неговиот став, ме изненадува молкот на актуелните министри, заменици министри, роми кои што се во оваа власт. Ја пред овој подкаст се јавив да ги прашам, само нешто да ги прашам, нели, министерот за односи, заменик министерот за односи меѓу заедниците, повторно ќе речам, заменик министер за односи меѓу заедниците Неждет Мустафа, кој што кратко одговори дека слушнал нешто, му кажале, но не ја слушнал целосно изјавата, но кога ќе ја слушне, ќе има став и ќе ми се јави. До почетокот на емисијата, изгледа не ја слушна изјавата, па не ми се јави. Истовремено го контактирав и министерот за имплементација за стратегија на ромите и актуелен кандидат за градоначалник на општина Шуторизари Шабан Салију, во кој што кратко одговори дека не ја слушнал изјавата и не прочитал таква изјава нигде, кога ќе ја види, ќе ми се јави. И тоа е она што, нели, они министрите кои што... Може ли да бидат толку неинформирани? Или они не се неинформирани, бидејќи тоа се луѓе кои имаат и своји тимови. Да, прочем, значи имаат PR служби, плаќаат, значи ние ги плаќаме тие нивни службеници што им работа, треба да ги информираат на дневно ниво, ако они се зафатени сега да не следат и да не слушат, а впрочем треба да го прават тоа, затоа што нели тоа име и работа, за да бидат информирани за посебно кога се зборува за нивните сектори. Затоа и не се јавив јас, например, кај, не знам, градоначалникот Курто Дудуш, затоа што не влегува во негов сектор. Може да биде во политичка кампања, сега да каже и добро или лошо за Стојанче, но ќе влезе во политичка кампања и не сакам да се злоупотребува. Но во моментов заменик министер за односи меѓу заедниците и заменик министер за политички систем и односи меѓу заедниците. Да, но еве првиот политички систем го тргам на страна, за да не биде политички, го ставам вториот дел за односи меѓу заедниците. Затоа и велам, го побарав него и го побарав министерот кој што нели е директно инволвиран, каде што на почетокот на неговата мандат даде ексклузивно интервју за Цивил медија во кое што зборуваше како он ќе го подобри животот на ромите и ќе направи све нешто најдобро за ромите, вработување, вдомување, образование, социјала. По година дена
година и пол, колку што е на таа позиција. 4-15 Нели месеци. го следеа и низа скандали со пожарот во Кочани, но тоа е нели сега презумција на невиност и слично, не би сакал да зборувам за тоа, но зборуваме за неговата актуелна функција, во кое што он како министер за имплементација на стратегијата за ромите треба да има став во однос на тоа прашање. За тие луѓе, затоа што не е работата за ете сега да дневно политичка тема, Стојанче кажа, па ќе се извини, можеби нема да се извини, може ќе ги дислоцира, може нема да ги дислоцира и може тоа ќе биде до избори или после избори тема за дневно политички кампањи. Но моментот е што тие луѓе, 200 луѓе колку и да се, не се бројка само и не се статистика. Именно затоа и кажав дека тоа се луѓе со своји семејства, со своји соништа, кои имаат тешката судбина да бидат толку сиромашни. Затоа што тие таму луѓе, дел од нив имаат деца кои што можеби не посетуваат настава. Така. Немаат документи, немаат социјална заштита. Можеби дел од нив имаат и некои заразни болести, затоа што живеат во депонија. И сето тоа не ни е многу битно на нас. Зошто? Затоа што тие луѓе се роми. И се доколку тие луѓе се третираат само како статистика и како луѓе кои што го загадуваат градот и го уништуваат градот, ние ќе бидеме во ова дередже. Сметам дека на нас во моментов најхитно ни е да не се бавиме дека тие се некои екотерористи или не знам како ги нарекуваат, хибридни терористи или напаѓачи. Ако 2-3 палеле бакар, за да нели повторно ќе речам купуваат, не да купуваат станови и мерцедеси, туку да купуваат леп за да им однесат на своите деца дома, но не ги оправдувам. Ако тоа го правеле, треба да одговараат. Но истовремено државата, системот треба исто така да одговара затоа што не им овозможи право на работа, право на вдомување, право на школување, право на вода, право на струја. Тие луѓе едноставно живеат во субстандарни услови. И сите тие кои што се аналитичари, критичари и бараат дислокација на тоа место, јас сум сигурен дека тие не ни знаат каде е тоа место. Не може да го најдат на Google Maps. Го одминуваат тоа место. Зошто? Но истовремено они знаат што се случува таму. Не, кога вие ќе знаете што се случува. Да, јас ќе излезам да протестирам против тие луѓе да се дислоцираат, но истовремено јас би отишол барем едно пола сат и би живеел со тие луѓе да видам како живеат. И кога би живеел едно 15-20 минути со тие луѓе, јас не би протестирал против вардариште, туку би протестирал кај владата кој што ќе речам, другари, најдете им сместување на тие луѓе за да не ни се загадува и на нас животот, и на нас воздухот, туку да им се овозможи право на живот и на тие луѓе, затоа што истовремено палејки го тоа најзагрозени се самите тие. Затоа што се на непосредна близина од метро 2. Значи тој не може да биде екотерорист ако тој првично си го загрозува својот живот и животот на своите деца, каде што на 10 метра од него гори таа депонија. И ти сега велиш дека тој е екотерорист и тој е човекот кој што го прави најголемото зло во Скопје. А истовремено тој се гуши, а ти живееш негде во убава зграда, клима, со убави прозори кои што убаво диктуваат, не може ниту прашинка да влезе, а не да влезе воздух, кај што имаш прочистувач на воздух истовремено, а велиш ама тие таму луѓе загадуваат. Како да ти кажам, не знам. А истовремено нашите министри кои што зимаат пари, имаат службени возила со затемнати стакла, поминуваат покрај тие луѓе, а не знаат за нив. А би требало да знаат, затоа и се поставени на тие места. Дехран, тешко е да се продолжи после ова што го кажа ти. Воопшто тешко е да се резонира на било каков начин. Што и да се каже во
продолжение на нашиот разговор ќе биде бледо во споредба со тоа што ти го кажа, го опиша, го презентираше и ти благодарам за тоа и сигурен сум дека овој отрезнувачки апел, ова твоја отрезнувачка презентација, да кажам, на проблемот од вистинската страна, од аспект на реалноста, на тоа на што навистина се случува, ќе ти бидат благодарни за ова што го кажа сега ти. И се надевам дека ќе се најде некоја здрава структура или барем здрава група луѓе кои ќе почнат да ги гледаат работите на начинот на кој тие навистина се случуваат, ќе погледнат на вистината во очи. Особено ако земеме предвид дека првите луѓе на власта, мислам дека тоа беше првиот човек на МВР, рече дека тоа треба да биде тоа ѓубриште, таа депонија треба да биде дислоцирана. Тоа го кажа, ама кажа дека и дека луѓето што живеат таму треба да бидат дислоцирани. Што значи тоа? Дека всушност зборуваме за етничко чистење? Дека и ѓубриштето треба да се тргне, и депонијата, меѓутоа и луѓето треба да се тргнат, или по кој редослед, како како го гледаат тоа? Навистина е трагично да се гледа како и оние кои сметаат дека се представници на некоја граѓанска структура која протестира за некое енормно загадување, всушност не гледаат подалеку од носот. Односно, буквално не гледаат подалеку од носот, заради тоа што во носот им допира миризбата и загадувањето и не гледаат што има позади тоа. Толку. До носот им доаѓа тоа и од носот подалеку не гледаат, бидејќи не гледаат дека зборуваме за една состојба за која се одговорни не луѓето кои живеат во непосредна близина во тие субстандардни услови, како што кажа, туку дека се виновни луѓето во власта, луѓето во институциите, луѓето во не само во оваа власт, луѓето во власта предходно и предходно на крајот на криштата, и дека не се најде еден храбар професионалец да каже, окей, дајте да воведеме ред во ова. Постојат стандарди, постоеле некогаш, дури и во оваа земја, постојат стандарди и во Европска Унија, како се решаваат тие подрачја, и исто така социјалните мерки кои ги предложи, ако вработувате пожарникари, еве ви ги пожарникарите. Ако вработувате луѓе во други сектори, во други професии, ќе се види образовното ниво и ќе се вработат тие. Нема да мораме да внесуваме. Останатите ќе добиваат социјална помош. И тоа го плаќаме. Ние не плаќаме административци кои работат во сферата на социјалната грижа, туку плаќаме даноци и придонеси заради тоа што треба нашите сограѓанки и сограѓани сите до еден да бидат барем минимум подмирени за своите животни трошоци и потреби, за домот, за образованието и за здравството. Знаеш што е наиронично? Што Северна Македонија се представува како социјална држава. Тоа е наироничното во целата ситуација. А истовремено и опозицијата гледам каде што вели, нели ја критикува и ја осуди изјавата на Стојан Чангелов, без да понуди решение што со тие луѓе. Значи, окей си немој да бараш да се дислоцират, нек си седат таму, убаво име. Сакам да кажам дека повторно не е проблемот, затоа реков ја на почетокот. Јас воедно само се согласувам со Стојан Чангелов. Потхитно да се реши проблемот со тие луѓе, но не да се реши само да се дислоцират и да се остават на милост и немилост,
туку да се дислоцираат или да им се направат услови во кои што би можеле да живеат. Нека направат, нели, имаше обид во Визбегово, каде што се правеат такви социјални станови со оние контењери кои што беа за, нели, привремено, па после ќе се направи цврста градба и слично, но крај крајва и тие контењери вршат услуга, вршат работа, луѓе живеат таму, има на дел од тие луѓе им се реши проблемот во претходната власт која што беше, но актуелната власт верувам дека со тие толку милиони, милиарди што ги земавме во изминатите неколку месеци, нели, се задолжи државата, може да издвои дел од тие средства за решавање и на токму овие проблеми, затоа што и самото тоа тие луѓе кои што доколку би имале дом, тогаш не би загадувале, тогаш би се грижеле за својот дом, би се грижеле за својот двор. Во случајов депонијата тие не ја гледаат како свој дом, како свој двор. Депонија. И јас исто како кога би дошол кај мојот двор, поинаку се понашам во дворот, а поинаку се понашам во депонија, затоа што е депонија. Но кога е мој дом, тогаш се грижам да нема една хартија во тој двор. Го собирам, го чистам, го носам во контењер. Исто и тие луѓе сметам дека доколку нели постои процес на образование, на едукација, но не велам дека е невозможно. Не велам дека ние гледаме мечки точно како што во циркус ги носат, па му кажувам на мечка. Значи, легни, стани, спи, мечката го прави тоа. Ако може една мечка тоа да го направи, па може и луѓето, нели, кои што живеат таму, да се ресоциализираат, да се образуваат, да се едуцираат и на крај крајва да живеат еднакво исто добро како сите останати граѓани, да не бидат граѓани од втор, трет, четврт ред, каде што никој нема ни да се грижи за нив и ако умрат утре. Невидливи граѓани. Не од втор ред, невидливи граѓани. Дури не се ни фантоми. Така е. Ова се буквално онака видливо невидливи граѓани. Единствено само се видливи кога ќе направат некоја белја. Во случај во друг случај тие се невидливи за општеството. Техран, ти си новинар и исто така си еден од одговорните уредници на медиумската платформа на Цивил во редакцијата, интегрираната редакција на повеќе медиумски платформи во рамките на Цивил. И исто така си член на собранието на Цивил Центар за слобода, организација за човекови права. И иако имавме малку поинаква концепција да загатнеме повеќе теми, јас би сакал, ако се согласуваш, се разбира, ако немаме нешто друго итно да извадиме, на крајот јас и ти во името на Цивил да изразиме најдлабока, најостра осуда против расистичките и ултранационалистичките изјави на високи представници на институциите и на владата, да го осудиме молкот на оние кои се таму директно поврзани, чиј ресор е тоа да бидат информирани и да направат нешто во врска со тоа, а се вадат на тоа дека не се дури ни информирани за тоа што се случува, и да побараме институциите, меѓутоа и општеството во целина, да се надеваме и меѓународните донатори, да ни помогнат како на општество да го решиме проблемот итно, како што вели оној директор. А на крајот, во четвртата точка, би сакал да апелирам до граѓанките и граѓаните кога излегуваат на протест во заштита на животната средина и на воздухот и воопшто на чистотата на нивното живеалиште, на нивната населба или општина,
да погледнат подалеку од носот и да видат кој е вистинскиот виновник за состојбите кои тие ги осудуваат и поради кои протестираат. Мене лично овој разговор со мојот драг колега Дехран ми помогна да погледнам малку подалеку од носот. Мене лично ми откри повеќе аспекти на размислување. Некогаш вистината, фактите, реалноста е толку близко до нашите очи што ние можеби на некој начин не успеваме да ја согледаме целата. И заради тоа вакви разговори како овој со Дехран денеска ни помагаат на сите. Мене ми помогна. Се надевам и вам. Да. Јас само на крај би апелирал или чисто би констатирал, знаејќи ги моментите како се однесуваат неонацистичките движења во регионот и во светот, Така. не би сакал да се случи некоја одредена навивачка или паравоена структура со маски фантомки да влезе, да улета во тоа вардариште, па да ни се деси како што ни се дешаваат случаи кои што имавме пример да гледаме во Бугарија, Србија и Да, исто така како што видовме и во Кочани пред неколку години, видовме во Нерези пред неколку години, слична ситуација. Да. Сакам да кажам дека ова изјава на Стојанче и исто така видовме и во Штипеден инцидент кој наликуваше на тоа. Може да предизвика и дело од омраза, затоа што со тоа што некој ќе повика поитна постапка, но ако велат институциите не реагираат, тогаш има други начини на делување, па некој може ќе се организира, само организира, па те имаме такви случаи да гледаме во иднина. Не би сакал тоа да се случи, затоа што го тогаш веќе влегуваме во сосема друга димензија и тогаш веќе ние не би можеле да зборуваме за демократија, за права, за човекови права, за Европска унија, за чистота, за нешто слично, затоа што на крајот денот тогаш ќе има сосема друга агенда која што не би сакал да верувам дека е дел од тој план. Дехранова би требало да биде петтата точка од документот кој ќе го понудиме на домашната и на меѓународната јавност. Ти благодарам многу за отворањето на очите, вклучително и на отворањето на моите очи. Ти благодарам многу. Довидување.